говорам е мултимедијските односи и комуникација на македонската младина денес и во 21 век. Со самото известување од 20 век и влегувањето на 21 век ми со надеж за подобар живот. За подобрување на нештата, особено со животот на нашиот народ и текот на работите во нашата земја. Посебен акцент давам на мултимедијските односи. Се она што се случуваше во нашата земја, со дочекувањето на 2000-та година, која беше почеток на проблематики за македонскиот народ, започнување на делби, барање на собствените права, недоразбирање. По каков пат сме се пишале, какви обиди се направени за соживот и здрав и стабилен однос во нашата татковина. Најголем предизвик е што сега, каде сме сега и дали се потребни промени во комуникацијата на мулти и медијските односи. Ние како младина сме должни, јас лично да ја согледам сликата која е пред мене, состојбата и ситуацијата која се случува, може ли да се случи или ќе се случи. Како младина, дел од општеството и не толку влијателен фактор во денешницата, самите ние не сме се потрудиле да го забележиме текот на работите, стабилноста и односите на мулти и медијските односи. Може би се седнувало на масата да се дебатира, но поминало и останало незабележено. Ниту едните, ниту другите, кога веќе се делиме, не се запрашале посериозно за оваа тема на македонскиот етникум. Јас во натамошното говорење и критизација не сакам да правам делби меѓу моите врстници, но да излагам со тешки обвиненија, со цел да нарушам некаква стабилност за која само се зборувам и други. Ова што денес ни се случува е ова што денес ни се случува е како но едно со сигурно знам, дека ова што денес ни се случува е како последица на внатрене стабилни позиции и односи и не може да помине без општа критика или расправа со цел на влегување во сршта на оваа проблематика. Нема да влегувам во тоа колку тепачки инциденти имало и кога било употребата на оружје страна на младината, колку жртви имало и зошто, поради некакви докажувања или делба за ова да влијае на комуникацијата и односите. Овде влегува и образовниот систем, неговиот удел и влијание врз нас како различни едни. Состојбата во ниеден случај не може да се каже дека е добра или за похвалба, затоа што тоа би било прикривање на реалноста. Денес, јас и мојата поврзаност со етникумот е на ниско сведена. Со едно здраво со моите соученици од школата и еден пријател од класот кој сме во добри комуникацијски релации. Јас ова не се задоволувам, бидејќи сликата која јас се гледам не е потполна. Затоа што да, јас слушам инакви мислења, ставови, се, но нивните не. Тие се присутни кога се внутуваат, кога се незадоволни, или нивните сваќања не биле земени пред нив, или кон нив не било поставено на посериозен начин. Ова никој не може да ми каже дека не е така. Самите си ги комплицираме работите и наоѓаме начин за оправдување и со нашата делба не доаѓаме до никакво решение, туку само задоволување на собствената мисла или страна став, за кој треба заеднички да дојдеме до стабилноста на односите. Крајно време е да го сватиме значењето на мултимедијските односи и понатамошното решавање на проблемите во животот да бидат во еден единствен правец на размислување на едно како младина, како луѓе, како народ, на едно општество и земја, никако познат. Ова моје говорење сакам да биде од полза, поттик и почеток за започнување на расправи, дебати, разговори и владење живот. Ако не можеме да се избориме за ова, тогаш останува да бидеме делби подписници на некакви си договори за соработка, делби и примирија, што укажува дека имаме однос на детски игра каде се караме и смируваме. Ако во текот на оваа современизација и модерно време во кое го живееме и сме влезени и се уште го живееме 21 век, не сме способни да градиме комуникација и односи меѓу нас младината, да бидеме пример за некој по-квалитетно време. По-квалитетно време. Да се остави пример како се работело претходно, животот како течел, работите кои сме ги правеле. Тоа е тоа. Кажете. Јас не го довршам говорот, малце е подолг, знам дека излагам од тајмино, 10 минути е. Со цел... Не имам уште за тоа што знам тоа. Мало да се кратче со време. Така. Имаш огромна желба да го читаш да кажеш да само не слушаш. Не, Продолжи. Ако во текот на оваа современизација и модерно време во кој сме влезени и се уште го живееме 21 век, не сме способни да градиме и создаваме комуникација, односи меѓу нас младината, да бидеме пример за некој апокалипсично време,
За пример, како се живее како едно. И не гледајте како прават другите, туку да се фокусираме на тоа што го правиме и како го правиме. Ова како го правиме, внатре етничките политики на нашата земја. Ако не го можеме ова, тогаш јас ќе го искористам моето демократско право да при следните излагања без разлика дали ќе бидам поддржан или не. Да го искористам за дебата слободен говор каде ќе се служам со издржани аргументи кои ќе бидат базирани врз реалната слика и ситуација. Јас навистина не можам да укажувам дека на тоа состојбата дека не е добра. И вие самите во вашите излагања и прашања го поставувате истото прашање. Ова не е доволно, треба по сериозен начин на разработка. За оваа тема гласно и јасно кажувам дека ова што го говорам не е тема која може туку така да помине. Таа ни се случува и празните филозофии не поминуваат милион. Ова е една единствена причина, не навлегов до проблематиката, за да не предизвикам несакани последици или осудувања. Затоа одбравме по достоинствен и по примерен начин да укажам за тоа што го говорам, а да не биде до остра критика или ставови кои на одредени не ми се допаднале, ќе бе политички обен или мојата критика немаше да биде валидна. Додека сум дел од младината, ќе критикувам за добробит на општеството во кое живеам, за животот во него. Затоа што наша должност е да градиме квалитет, а во него и мултимедиатички односи, кои денес не се многу добри. И самите ние треба да го поправиме тоа како младина, за да се види дека сме здрава, права и стабилна, а не како младина без став. Да етничките односи кај нас ги накладееме со разум и да не доаѓа до спуштање на нивото кое сме го граделе. Македонија и македонското општество, народ и ние како младина заедно треба да завземеме замав кон тоа што се вика соживот и значење на мултиетникумот. И на самиот крај ќе кажам дека не треба да останеме само на зборовите, туку да се покажат нашите дела и наведенија. Тоа е се. Да. Со лукерство. Спорување. Дали да се занимавал со единични односи кај нас? Напишно повод за това. Јас малку темата го возбудата, пошто не е тема која, и во самото говорење кажувам, не е тема која може се така да се рецитира. Јас имам едно прашање. Кажете. Како индивидуа, колку ти лично се придонесол за подобрување на меѓуетничките односи? До сега, па за соработка со учениците, бидејќи во училиштето имаме од разни етнички групи, за соработка, за заедничко, за сплотување од сите групи, но не можам да го правам ако и тие самите не пристапат или бараат некои собствени барања, а да не додеме до заедничко мислење, да се делиме, се случувало тоа. Случувало се да не делиме по конкретни случаи, но сум се трудел. И сум сакал да живеам, пошто во општеството во кое живеам и понатаму каде што ќе се развивам градам како личност и ќе живеам во Македонија. Својата татковина, сум дел, не можам да ќе да го испреднам фактот дека живеам во мултиетничко општество, зашто имам бачкови, такови, но тука држам во говорот, сакам да кажам, да сме сплотени во едно, тоа што го спомнуваме во образовниот систем, да направи напори, сепак различни, а едно. Само да ти дадам некој конкретен пример, јас тука правам мултиетничка представа, пријателска, значи сега се зборуваше на собствениот јазик, тоа беше прифатено селенско луѓе, кои основните немаше нито во COVID. Мислам дека повеќе прашањето колку ние лично се трудиме да ги припределиме, да ги донесеме. И приказката која ни се процира дека не е така и се случува и во школите што се случува доволно практично, сега не сум некој голем фан на вестите, но сакам кога се зборува за образование, прв се цртам пред телевизорот, за да слушам што се случува, што е донесено од законите и општо за образовниот систем и ние како младина, ден која живееме денес во 21 век. Благодарам многу на вас. Пријатно се не Effinos prodose auster. Cidja slish për prodhimin e polisteranit të eksponduar. Grupin tonë e përbojnë nga unë Tohta Beqiri, menaxher general, Habiba Ajdini, menaxher analizë strategjike, Ardita Nesimi, menaxher tregut dhe Nedim Dauti, menaxher i prodhimit. Kompania Auster është vazhdimësi dhe rëmbullaksimi i rezultateve të suksesshme afariste të investimeve paraprake në lëmin e prodhimtarinë ndërtimore të materialeve të destinuar për ndërtimtarinë moderne. Në fillim të vitit 2010,
Procesi i prodhimit të polistirenit i cili rezulton me produkte finale të suksesshme dhe cilësore të cilat shpejt adoptohen në tregun vendor. Që nga fillimi i vitit deri më sot, Austerm si kompani e suksesshme ka vazhduar prodhimin në ritme progresive të deportuara edhe të tregjet e jashtme si Shqipëri, Kosovë dhe Bosnjë e Hercegovinë. Lënda e parë importohet nga Republika e Kinës, ndërsa transporti kryhet përmes vijës ujare me kontinjent. Asortimenti i prodhues të përbëjnë panelet nga polistireni me trashësi dhe masë volumore të caktuar sipas kërkesave në treg dhe varësisht nga destinimi i përdorimit. Kapaciteti instaluar i linjës prodhuese të Austermit është mbi 50 m3 nga prodhimit e polistirenit. Kjo kompani ka të angazhuar 16 punëtor si dhe 2 ekspertë të huaj me kohë të pjesshme për mbikëqyrje dhe kontroll të procesit të prodhimit. Po ashtu, edhe qëllimi i Austermit ishte që të zvogëlohet papunësia në vendin tonë, gjithsesi në fshatin Grades të Gostivarit. Ky sektor i prodhimit në tregun vendor ka një perspektivë në rritje dhe trende pozitive për shkak të aplikimit të sistemeve perëndimore të ndërtimit dhe izolimit gjatë ndërtimit të objekteve. Andaj prodhimi i polistirenit të eksploduar gjen në përdorimet të madhe dhe rritje perspektive, andaj ligjet tona janë shumë shpresëdhënëse që motivojnë në zhvillimin dhe rritjen e këtij biznesi. Targeti kryesor i produkteve tona janë kryesisht ndërmarrjet ndërtimore pa përjashtuar edhe shitjen direkte të klientët si bashkëpunëtorët tanë apo kanalet e tjera të shitjes si shitësit e ndërmjetshëm, përfaqësit tona, distributorët e tjerë. Nga analizat tona të tregut kemi konstatuar se kompania jonë në krahasi me konkurrentët posedon ekipe të profesionalizuar dhe trajnuar, vëzhgim dhe këshillim nga ekspertët të huaj, kualitet të lartë të produkteve, pagesa me mëste dhe ofrimi ekipeve montuese. Pengesat tona janë se ne jemi një kompani e re dhe në zhvillim segmentimit të tregut është bërë përveç marrëveshjes çmime janë të paracaktuara dhe konsumatorët nuk kanë informata të mjaftueshme. Zbuglimi në treg gjithashtu ekzistojnë edhe mundësitë të cilat janë zbuglimi i tatimit në fitim, zhvillimi në perspektivë, rritja e kapaciteteve prodhuese, tregjet e jashtme, eksportim, mundësitë për subvencionim. Ndërsa kërcënimet janë të natyrës si hapja e bizneseve të reja, kriza botërore, marrëdhëniet me shtetet fqina, fatkeqësitë natyrore. Anët e forta të kompanisë sonë gjithashtu reflektojnë anët e dobta të konkurrentëve, të cilat na ndihmojnë që të diferencohemi në treg dhe të heqim vëmendjen e konsumatorëve për përdorim të produkteve tona. Austerm shfrytëzon strategji permanente për shfrytëzimin e mundësive ekzistuese për t'i përmbushur vëmendjet e konsumatorëve për produktet tona. Austerm shfrytëzon strategji permanente për shfrytëzimin e mundësive ekzistuese për t'i transformuar në anë të forta tona, ndërsa dobësitë i shohim si arsye për përmirësimin e kompanisë tonë dhe zhvillimin e mëtejshëm. Kërcënimet eventuale paraprakisht na mundësojnë që të sigurojmë aktivitetin tonë dhe gjithmonë të jemi proaktiv ndaj kërcënimeve eventuale. Misioni i kompanisë Austerm është zhvillimi dhe rritja e biznesit tonë si dhe dispersimi i aktivitetit në rajon. Rritja e kapaciteteve prodhues është angazhimi jonë primar në perspektivë me qëllim të mbulimit të tregut dhe plotësimit të nevojave dhe të kërkesave të konsumatorëve. Qëllimi i kompanisë sonë është që në kohë reale të shfrytëzohen të gjitha kapacitetet e mundshme në